Почитувани, на вчерашната редовна седница извршниот комитет на ВМРО ДПМН донесе одлука за свикување на конвенција за избор на кандидат за председател на Република Македонија. Во согласност со изборните рокови, утврдени со изборниот закон, конвенцијата на ВМРО ДПМН, на која ќе се одбере кандидатот за председател на Република Македонија, ќе се одржи на 1. март 2014 година. Во согласност со статутарните документи, конвенцијата е тело на партијата кој е на непосреден, директен и таен избор ќе одлучи кој ќе биде кандидат за председател на Република Македонија. Овој начин на избор на кандидатот за председател на Република Македонија е високо демократски, транспарентен и отворен процес. Ова е висок стандард во политиката, за кој се надеваме дека ќе биде применлив и од страна на останатите политички партии. Свикувањето на конвенција за избор на кандидат за председател на Република Македонија е редовна пракса која ВМРО ДПМН ја применува од самото свое формирање. На сите досегашни председателски избори, ВМРО ДПМН избирала свој кандидат токму на овој начин. Низ демократска процедура, каде делегатите одлучуваат врз база на своето убедување, а врз основа на вредностите, принципите и програмите на предложените кандидати. Како претходна процедура, ВМРО ДПМН во следниот период ќе објави јавен повик за пројавување на интерес, односно приложување на кандидатура до конвенцијата за избор на кандидат за председател на Република Македонија. Право да приложат своја кандидатура имаат сите граѓани на Република Македонија, кои ги исполнуваат уставните услови за извршување на функцијата председател на Република Македонија, кои се членови на ВМРО ДПМН или се поддржувачи на политиките на партијата и се наоѓаат себе си во ставовите на ВМРО ДПМН за државните и национални прашања. Толку од мене, повелете со прашања. Изборот на сите досегашни кандидати на ВМРО ДПМН за председател е токму на истиот начин и во 94-та година, и во 99-та, и во 2004-та, и во 2009-та, секогаш е одржана конвенција за избор на кандидат за председател. Актуелниот председател Георги Иванов ќе треба својата кандидатура да ја поднесе доколку сака да ја поднесе на овој начин. Секој оној кој што сака да ја добие поддршката на ВМРО ДПМН треба да помине низ оваа процедура. Така била секогаш досега, така ќе биде и овој пат. Би потенцирал повторно дека ова е највисок демократски стандард во политиката во Република Македонија. Голем број на делегати, сами врз база на сопствено убедување, а секако врз основа на вредностите, на принципите, на програмите на приложените кандидати ќе одлучат кој ќе биде кандидатот за председател на Република Македонија кој ќе добие поддршка од ВМРО ДПМН. Јас само ќе го повторам тоа и што го кажав, дека од самото формирање на партијата, ВМРО ДПМН го применува истиот модел за избор на својот кандидат за председател на Република Македонија. Секој оној кој што ги исполнува уставните услови за извршување на оваа функција, кој што е член или е поддржувач на политиките на партијата и кој што се наоѓа себе си во ставовите на ВМРО ДПМН за државните и национални интереси, има право да се пријави на овој јавен повик, односно на оваа конвенција. Бројот на делегатите секогаш се движел, одлуките во наредниот период за бројот на делегати ќе ги донесе Централниот комитет, но секогаш тоа било прилично голем состав кој што доаѓа и до 1000 членови. Не можам точно да ви го потврдам бројот, но тука се движиме. Значи, без да ги коментирам вашите констатации, јас само можам да ви посочам дека ВМРО ДПМН е подготвена за предвремени парламентарни избори. Внимателно ги следиме и анализираме состојбите на политичката сцена, посебно по позициите на нашиот коалиционен партнер ДУИ, кои фрлаат секако една нова димензија, ново светло на политичките процеси во Република Македонија. Каква и одлука да донесеме, таа секако
ќе е базирана исклучиво на државните и националните интереси на Република Македонија во однос на тоа дали ќе се одржат или не предвремени парламентарни избори. Последните две средби меѓу лидерите на двете партии, мислам на ДУИ и на ВМРО-ДПМН, дали е точно дека станува збори за варијанта предвремени парламентарни избори? Значи, јас не можам да коментирам средби на кои што не сум присуствувал, но повторно би потенцирал дека ставовите на ДУИ апсолутно отвараат нови прашања кои што заслужуваат сериозна анализа и сериозно следење на состојбите. Ние во континуитет пристапуваме многу сериозно на тие прашања, а одлуката, ќе повторам, на ВМРО-ДПМН ќе биде базирана врз нашата проценка за остварување на пред се на државните и национални интереси на Република Македонија. Се надевате на гласовите на албанските партии во вториот тур? Ние се надеваме дека нашиот кандидат ќе добие поддршка од сите граѓани на Република Македонија без разлика на нивната политичка, партиска, етничка или религиозна определба, без при тоа да ги делиме по ниту еден од тие основи, заради тоа што претседателот на Република Македонија е функција која што треба да ги обедини сите граѓани. Мислам дека е прерано, ние сме на самиот почеток за такви коментари. Сега сме сконцентрирани на овој процес, сакаме да гарантираме исклучителна демократска постапка и можност на сите оние кои што ќе пројават своја амбиција да поднесат кандидатура и околу тоа сме посветени како партија. Има ли веќе договор неофицијален со ДУИ за предвремени парламентарни избори? Јас веќе ви одговорив на вашето прашање дека новите позиции на ДУИ во врска со сите овие комплексни политички прашања за нас отвараат сериозен простор за анализа, а одлука се уште не е донесена. Колку кандидати ќе има да коментираат, да се јават на област? До сега било така. Нема никаков проблем во тоа. Ќе го каже за позиционен председател ако не обиена наредните, значи тоа бара промена на устав, пошто никаде не е предвидено барање во на ДУИ. Значи зборот ми е дека и да има предвремени парламентарни избори, тоа барање на ДУИ некако ќе се остане. Добро, јас премногу и не би коментирал околу ставови на други политички партии, заради тоа што секоја партија на крај на криштата има право да има одредени своји политички позиции, политички ставови по однос на ете и вакви сериозни прашања. Ние во овој период, како што кажав, сме сконцентрирани на нашата работа во однос на претседателските избори, за кои што се подготвуваме. Сериозно е оваа постапка која што сме ја применувале. До сега во однос на другите прашања апсолутно сме сконцентрирани на многу практични теми, на реализација на проекти, на мерки и така натаму и така натаму. Уште едно прашање, господин Димовски, дали е ултиматум изјавата на Млачи на теми или консензуален и припреден? Не би можел јас повторно да ја толкува, мислам дека најдобро е господинот на кој што се повикувате да ви соопшти дали е таков пристапот, но да не се повторувам по трет пат одлуката дали ќе има предвремени или не, односно дали ВМРО-ДПМН ќе застане зад идејата за предвремени избори или не, ние ќе ја донесеме врз база на државните и национални интереси на Република Македонија. Ајде за преформулирање. Може ли вака? До сега тврдите дека односите меѓу во коалицијата добро функционираат, дека добро ви се одвива се. Може ли еден предлог кој што на крајот на краиштата е само предлог да дотаму да ги наруши односите во коалицијата, да мора да одите на предвремени? Мислам дека вашата предиспозиција на прашањето е помалку преоптимистичка. Ние секогаш сме биле многу прецизни, многу транспарентни во однос на нашите односи со коалициониот партнер. Често сме имале различни ставови по одредени прашања, тоа многу пати го потврдили и претседателите на двете коалициони партии и затоа
одговорот на прашањето не би можел да ви го дадам заради тоа што предиспозицијата на прашањето е различна бар во вашата и во мојата перцепција. Јас му кажувам што го изјавуваат двете страни, што? Да, двете страни многу често да се разборувале отворено пред медиумите, пред јавноста за различни ставови околу многу прашања. Ако нема други прашања, ви благодарам.